Велам добро утро за сите вас ранобудници кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и ве поканувам да го проследите и разговорот кој што ни следува во продолжение. Ово утро ќе зборувам со маратонецот Кокан Ајановски, кој што малку повеќе ќе ни го доближи спортот како трчање, како да го засакаме овој спорт и се разбира како да ги научиме децата да го сакаат овој спорт и се разбира кои се сите оние придобивки од него. Кокан, добро утро. Добро утро, ви благодарам за вашето внимание и секогаш ми е убаво кога ќе дојдете тука, како што кажам јас во мојата канцеларија, да снимиме нешто убаво и паметно, за да мотивираме и други луѓе да почнат да трчаат или да спортуваат. Да. Можеме ли за почеток да објасниме какви се здравствени придобивки има нашето тело, нашиот организам од трчањето? Така, па јас секогаш го кажам и мојот личен пример, а тоа е пример и на многу други луѓе. Значи, општо е познато дека трчањето на големо влијае на здравјето на човекот, во позитивна смисла се разбира. Многу мина луѓе на почетокот од трчањето започнуваат со една амбиција, да кажеме, многу често тоа е да намалат некој килограм, да кажеме, меѓутоа многу подоцна всушност ги запознаваат сите бенефити од трчањето, гледаат колку добро тоа им влијае на сопственото здравје, што значи тоа, можеби ќе успеат да ги намалат тие килограми, ќе се чувствуваат подобро, тоа ќе ги мотивира да почнат и да вежбаат малку, да го обликуваат повеќе своето тело. И момент што секогаш треба да го потенцираме, а многу често и го забораваме или многу луѓе не го знаете, тоа дека трчањето одлично влијае на нашата психа, значи на психичкото здравје. Да. Многу луѓе кои што почнале, како што кажавме, да направат некој резултат со физичкиот дел, потоа останале, вклучително и мене, затоа што виделе огромен бенефит од психичкото здравје. Значи низ годините, како повеќе трчаме, така сме постабилни, не дозволуваме да имаме подими и падови во животот, трчањето не држи секогаш на високо ниво, а се разбира, докторите можат тоа да го објаснат и убаво. Јас само ќе кажам дека најсреќен орган од нашето тело кога трчаме е срцето, значи се разбира дека трчањето супер влијае на кардиоваскуларниот систем и генерално има многу голем бенефит врз нашето здравје. Да, можеме ли да споменеме, sad ти не си доктор, но сепак си дел од оваа приказна речиси целиот твој живот, кои се оние здравствени состојби за кои што се препорачува трчање? Така, како што кажав, ајде да почнеме од овој дел што веќе застанавме. Значи, многу луѓе психички кои што се нестабилни, кои што имаат потешкоти на тој план, преку физичката активност, генерално и преку брзото одење, а понатака и трчање, особено и трчање на долги патеки и маратони, наоѓаат голем бенефит, затоа што да се спремате за еден маратон или за една трка, тоа изискува од вас голем период на подготовки, кои што траат со месеци, значи во целиот тој период вие треба да се одречете од многу, да кажеме, пороци или работи кои што негативно влијаеле на вашето здравје и со самото тоа се случува нешто убаво кај вас. Како што кажавме, луѓе кои што имаат, да речеме, проблеми со, со грбот, со половината, преку трчањето тоа може да се подобри. Значи, бите дека треба да лежиме и да одмараме доколку не боли кичмата или колкот или можеби коленото? Да, многу луѓе, јас знам, кои што биле дел и од нашиот клуб за трчање, кои што го имаат подобрено своето здравје на тој начин. Исто така голем мит е, некој ќе рече и немој да трчаш, не е добро за колена, за зглоба и баш напротив. Сите што трчаат долго време, тука на Кеот на Вардар може да видиме луѓе, и јас лично ги знам, што трчаат години наназад, а сега се во 60-тите, во 70-тите години. Значи дефинитивно трчањето придонело да тие едноставно имаат посилно тело. Да, сега како да им ја доближиме љубовта на децата кон овој спорт, бидејќи на децата секогаш попопуларни можеби им се групните спортови, ова е индивидуален спорт кој што сепак има навистина многу здравствени придобивки. Така, вака може да си помуабетиме, да се сетиме кога сме биле деца, секогаш сме играле, сме скокале, сме се забавувале, сме се дружеле. И во тој период секогаш сме биле среќни. А нема нешто поубаво човек од тоа да биде среќен. Така што низ животот ние забораваме на тие моменти, забораваме дека во многу голема мера нашата среќа зависи и од физичката активност, затоа убаво би било децата што од најмала возраст да ги насочиме кон спортот, да им ги тие здрави животни навики да ги стекнат уште од кога се мали. А конкретно е атлетиката за децата, односно детската атлетика која што ја применуваме и ние, е многу интересна затоа што иако, како што кажавме, ова е индивидуален спорт, значи многу дечиња доаѓаат, меѓутоа сите тренинзи кои што ги смислуваме за нив се од аспект на игра, од аспект на забава, иако е тоа индивидуално, тие се дружат, значи трчаат едни со други,
имаме полигон, правиме различни вежби, скокаат, се надпреваруваат на еден начин, правиме трки, забава и сето тоа ги сплотува, им прави интересно и тие воопшто не доживуваат дека ова е индивидуален спорт, туку баш напротив, одвај чекаат да дојде секој следен тренинг и самите нивни родители ми пренесуваат, еј, супер беше, ајде кога ќе има пак. Да, значи го чувствуваат и оној социјалниот момент. Кокан, кога е вистинско време да се почне со трчање? Да, ќе кажам еден филозофски одговор, значи вистинско време беше вчера, така уште подобро време ако започнеме денес, така што колку порано може да започнеме, толку поголем бенефит ќе имаме. Меѓутоа никогаш не е доцна. Ете, јас почнав да трчам на 26 години, направив значајни резултати во македонската атлетика. Бев и македонски репрезентативец, нели, шампион. Меѓутоа, буквално има различни случаи на луѓе што почнале да трчаат во 30 години, во 20, во 40, во 50, пак и во 60 и се чувствуваат одлично, така што секогаш е добро време да се размисли за своето здравје, како да се придонесе да бидеме поздрави, а дефинитивно трчањето е еден убав начин тоа да се направи, затоа што не треба ништо посебно, треба да се има волја, значи од аспект на опрема е најевтин спорт, споредено со други, да, така што дефинитивно ги поканувам сите кои што можеби ја немаат таа мотивација сами да го направат тоа, може да ни се придружат нас и да ги научиме како да го направат тоа, независно колку години имаат, во каква животна фаза се, секогаш да запамтат дека ако почнат да трчаат, животот ќе им се промени на многу поубаво. Да, и уште само едно прашање за самиот крај, кои се оние совети и препораки кои што треба да им ги дадеме на лицата кои што подоцна во животот одлучуваат да трчаат? Да, прво, оние што подоцна одлучуваат треба да видат какво било нивното минато, дали имале спортско минато, ако било така, многу полесно ќе им биде да се прилагодат на оваа нова фаза, да кажеме, со трчањето, доколку не е тоа така, малку да бидат попредпазливи, а и секогаш ова е генерален совет за секој што се бави со физичка активност, да си направи еден тест на спортската медицина, да види дека е комплетно здрав и дека може да го прави тоа, или ако има некои ограничувања, да внимава на тој начин и преку тој момент секогаш ќе знаеме дека сме на вистинскиот пат и можеме да се занимаваме со спортот и со трчањето воопшто. Одлично. Кокан, многу ти благодарам, ти посакувам убаво трчање и возење велосипед ово утро. Ви благодарам, поздрав до сите гледачи.